Повеќе нема дилеми дека ловниот резерват Пасаджиково наскоро ќе добие нов приватен концесионер. Во постапка е распишување на тендер за давање под концесија на ловиштето, кој располага со атрактивен високопланински дивеч со трофени вредности. Станува збор за планински ловни терени на идеална надморска височина од 800 до 1400 метри, со оградена површина од 12.000 метри квадратни. Во него екзистираат неколку видови елени, муфлони, срни и дива свиња. Освен тоа изградена е солидна инфраструктура од хранилишта, солишта, чеки и објекти за складирање и чување на храната. Концесијата ни е одземена и мислам дека во скоро време ќе се распише тендер, тоа ќе биде меѓународен тендер и ловиштето ќе го земе некој друг субјект, кој ќе биде не можам да знам. Но сепак додека се случи тоа, грижата е ваша. Да, според законот за ловство, се додека не се назначи нов концесионер, постоечки концесионер е должен да врши заштита, а прихраната е како една од заштитните мерки. Можеме ли да зборуваме за голем број на дивеч, разновиден дивеч внатре? Имате ли сознание колкав е тоа бројот? Да, сигурно. Во оградениот дел на ловиштето имаме околу 300 грла елен лопатар. Од тие се негде околу 10% со трофејна вредност, другите се кошути, телиња, помлади машки примероци и така. Има околу 200 бројки на обичен елен или горски елен, европски, благороден, тоа е еден исти вид на дивеч. Исто и таму се негде околу 10% со трофејна вредност. Според мене најголема трофејна вредност негде околу 160 поена. И кај обичниот и кај лопатарот тука може да има неколку примери што се во бронзена медаља, меѓутоа малце. Има диви свињи над 100 сигурно и многу малце муфлони и нешто срни. Познавачите на состојбите со ловниот туризам велат дека не е seедно кој ќе го добие под концесија ловиштето, бидејќи со недомакинско доработење тоа може за година и две да се запусти. Затоа условите мора да бидат прецизни и сеопфатни доколку Кочани сака да добие резерват кој ќе понуди динамичен развој на ловниот туризам на Осоговските планини.